Хело, друштво, добро дојдовте назад во нашето секси мало. Денеска на гости ни е Марија, една од врсничките едукаторки во Хера. А Марија, колку време си устари во Хера едукатор? Па, не знам точна бројка, меѓутоа грубо да речеме 5 години. Бај, повеќе имам лепдање дека те стигнам. Една од компонентите се што ми ја спомна е сопствено тело, играње на слика према сопственото тело. И мислам дека според мене тоа е гениално што е внесено, затоа што пред ти да го можеш да го споделиш телото со некој друг, треба на некој начин да си окей со сам себе си. Да. И многу ми значи што е вмедната вака компонента, затоа што се навраќам на моите средношколски денови, некако имав друштво и средина која што многу поддржувавме токсични навики една кај друга. Мислам, бевме обседнати со тие слики што сме ги гледале на интернет, совршено што представува се, кој бил фан на Victoria's Secret Show, некој друг бил фан на, не знам, често зборевме и за Барби, за Браци, за глупости што сме ги гледале како мали, а тоа секако подсвесно ти влијае на сликата за себе што треба да создадеш. И сакам да кажам ко барем мојата средина која што бев окружена, бевме како солидни 10 девојчиња од средно што се дружевме константно и групи од основно што ми останаа како другарки, ниту една немаше со нормална исхрана. Мислам, дали сите константно бевме на диети, изгладнување или имавме моменти кога што на роден ден, таму ќе се препукаш од јање пици и торта и после тоа комплетно беше нормално да идеме и да повратиме и да се вратиме назад. И тоа некако кај во ничија глава не беше перцепирано како црвено знаменце. Секој нешто не бе известени за ова дека го правиме, меѓутоа ние вака интерно тоа не беше нормално. Кој ќе се пријавам, окей, ако иде поврати само да не се зевалиш. И многу се поддржувавме една со друга за тоа. Мислам, ја држам коса за дека повраќа и после идам јас се повраќам. Ама да, која е улогата на ССО во градењето на здрава слика за себе? Како им помагате на девојчињата во овој аспект? Да, за жал ова е многу честа случка. Мислам, нели, вакви многу има нормализирано е некое совршено тело, кое што не може да се постигне без фотошоп и без, не знам, 300 мейкап артисти, или сите оние луѓе што се вклучени во тој процес на сликање на моделите и така натаму. Првично тие слики се краен производ, ти што кажа тоа продукт, тоа не е реално. Значи, за жал, ние и порано, меѓутоа, сега порано, спораме ве јас кога сум била тинејџерка пред 10 некусур години, меѓутоа до ден денеска перзистира, значи она нормализирана да е некоја совршена фигура која што навистина значи не недостижна. Освен ваквиве значи форми на нејадење, на избегнување одредено јадење, држење некои рестриктивни многу диети, превежбување во тератана, значи нели дури одење на операции, значи презимање некои такви па многу живото загрозувачки интервенции. Што е, како се совпаѓа сега ССО во цела оваа приказна? Значи ССО ни помага да се огледаме кои активности, кои начини не може да ги превземеме за ние да имаме едно здраво тело, без при тоа да имаме совршено тело или без да бркаме некоја совршена фигура. Пред се мислам дека ми отвара очите на девојчињата за колку од тоа е всушност само лажирано, бидејќи ние колку да се насвесни некој работи треба да се нагласи да се кажат малце погласно за да ни влезе во главата и да развиваме разбирање кон сопственото тело и кон сопствените потреби на некој начин да си го почитуваме телото. И уште една работа што мене би ми било од огромно значење за да сум го имала претходно кога сум била помала, беше моментот на баш почитување на сопственото тело и сопствените граници, бидејќи меѓу моите први искуства како со дечковци, мене ми беше многу страв и срам да поставам граница. Например, првиот дечко беше неколку години постар од мене и мене ми беше најголема ноќна мора да се деша нешто интимно помеѓу мене и друга личност, а јас не знаев тоа како него да му го кажам, како да го искомуницирам, што од една страв, мислам, од една страна страв ми е самиот чин, од друга страна страв ми е неговата реакција, мислам дали он ќе ме сака, дали ќе ми се развика, како он ќе се чувствува. Тоа некако беше многу хаотично во мојата глава и сега некоја златна година подоцна, многу ми е логично да кажам, не е битно како се чувствува другата страна, битно е како се чувствуваш ти, тоа е твое тело.
Ама на Милена од 17 години тоа некако не беше толку јасно, така што како ССО помагало поставувањето на граници во врските, во обликувањето на тие први рани романтични врски? Так. Преку ССО, всушност тоа не е дел сексуално во нели името кое што го содржи целопатно сексуално образование. Всушност тука ние истражуваме сексуалноста. Тега сексуалноста значи еден широк поим, тука спаѓаат многу значи подточки во ова. Меѓу другото е и сексуалната согласност. Значи преку акроними, преку игри учиме што е тоа сексуална согласност. Значи кој може да ја даде, кој не може да ја даде, зошто ја даваме, што се случува ако не ја дадеме или ако не ја добиеме. И меѓу другото, ние не сакаме значи да ги уплашиме за никогаш да не посакаат да имаат нели секс младиве. Меѓутоа, од друга страна, не ги не охрабруваме сега веднаш да го имаат, чисто им ги даваме информациите за тоа што значи ти да влезеш во една пријателска, љубовна врска, што значи да имаш интимен живот, како да го имаш на здрав начин и така натаму. И многу од работилниците не се всушност интеракција помеѓу едукаторите и учесниците, каде што си да споделуваме наши мислења и формираме, значи, еве конкретно во овој случај, ги заедно ги споделуваме кои се сите оние карактеристики на здрава, нетоксична, тинеџерска, љубовна, па дури и пријателска врска. Им беше нека отварање на очите на тие можеби токсични елементи врската што ние не ги забележуваме на таа рана возраст, бидејќи имам слушано многу девојчиња што викаат дека ако не е љубоморен, нема грижа за тебе си, или ако постојано не ти пишува, тогаш најверојатно се пишува со некоја друга и во тој случај таа врска нема љубов. Да, често имаме вака, мислам, се среќаваме со вакви мислења, многу од мислењата кои што ги имаат младите се всушност од средината, значи така они ги примиле како информација и сега ги ја продуцираат. Што правиме? Значи ние никого не караме на едукациите, ниту попуваме, мораш вака да правиш, ама мораш, мислам. На крајот од денот секоја врска е индивидуална, нели немаме две исти врски во светов, ниту љубовни, ниту пријателски. Меѓутоа потенцираме дека е важно да се чувствуваат свој во тие врски, да се чувствуваат комотно, дека треба да е базирана на љубов, на разбирање, дека одговорност има колку едната толку и другата страна. Да се изравни како моќта во врската. Да. Исто така, мислам, со мојове генерации некако се преминува на интернет и сега сакали или не, дури нешто толку физички како сексот, на некој начин се дигитализира. Да. Така што која е улогата на ССО во целата дигитализација на сексот? Така. Да, ние живееме во една време на дигитализација, во една дигитална ера, каде што многу е често споделувањето, како што спомнати, на интимни фотографии, разговори или со сексуална конотација помеѓу младите. Она што е важно и што преку ССО ние се трудиме да им го доловиме на младите е дека треба да бидат претпазливи. Ние имавме, значи, несакан настан како што беше јавна соба. Да. За жал и до ден денеска се уште перзистираат такви мини некои јавни соби или на разни платформи. Она што ССО им го кажува е да бидат внимателни младите, што праќаат, на кого праќаат, зошто тоа го праќаат, значи да бидат информирани. Сексуалната согласност, значи тука има улога без разлика, нели како што спомна дека едно е физички да имаш секс, друго е преку интернет. Ја првиот во Хера слушнав за дигитална согласност, тоа е нешто што би требало дека да ја афирмираме, чиме сексот преминат на интернет. Да, апсолутно. Бидејќи доколку ја немаме таа согласност, тоа всушност нас ни е вознемирување. Да. Значи една форма на насилство. Знаете, насилство не е само се степале двајца па имаме насилство, значи имаме разни форми на насилство, многу не се препознаени, како што е сексуално вознемирување, сайбербулинг, уценување, праќање на слики со сексуална содржина кои што се непосакување од другата страна е форма на сексуално насилство и вознемирување на интернет. Баш се научи на тоа критичко расудување, вчитање на ситуација,
дискусијата. И од друга страна ми се допаѓа тоа што оваа компонента на ССО не ги плаши младите лица од типот на немој ова да го правиш, зашто ние сакале или не келе, ова е нешто што е природен прогрес на нашето општество, само научи како одговорно тоа го направиме. Сам споделувам слики со лица кои што им веруваш, не го прави тоа толку тебе не ти удобно со тоа. Критички расудови, преценуваат ситуацијата, едноставно им оставаме слобода да они сами тоа да го изберат, со тоа што се нагласува безбедноста. Апсолутно. Тоа иако е виртуелно, сепак последиците од или такви некои да речем ризични однесувања или од насилството, што е сајбер насилство, последиците се многу реални и за жал може да остават и трајни последици, трајни лузни по или на жртвата, незиното ментално здравје. Не, особено што на интернет, например, многу знаат да се осудуваат младите мајки, тоа е веќе ранлива категорија, што наноси да наредното прашање како се влијае на тинејџерските бременности. Да. Ние проблем е малолетничката бременост. Мислам, залудно е да сметаме дека тинеџерите и адолесцентите абстинираат. Значи, пубертетот е еден период од развојот на една индивидуа, каде што имаме ние појава на сексуални полови карактеристики, меѓу другото тука се развива сексуалната желба и тоа е нормално. Значи, тоа е физиолошки, не е нешто чудно или сите минуваме низ тој еден процес. Значи прво го имаме тој нели физиолошки момент, меѓутоа од друга страна и податоците дека имаме висока стапка на малолетничка бременост, највисока во цела Европа, ни укажува на тоа дека не е проблем малолетничката бременост. Мислам дека со компанијата што е насочена кон тинеџерската бременост, освен што не учи како да испланираме семејство понатаму во иднина, го нагласуваме елементот на контрацепција, ама исто така учи на градење на систем на поддршка и емпатија према девојките кои што останале млади мајки, а за другите научи на безбедни практики, комуникација со партнерот, воспоставување некој однос на равноправна моќ и како да се заштитиме од таа непосакувана бременост, во случај да се случи како да се справиме со таа непосакувана бременост, како може да се обратиме, да се нормализира разговори со родители, да се вклучат потребни служби. Значи, да, и сега всушност ни дојде оној момент на ама ги учите на секс. Значи, ние не промовираме вакви активности или сега веднаш да се направат, меѓутоа како што спомнав, не е поентата па ни да ги заплашиме, за никогаш да немаат сексуални односи. Ние ги информираме кои се бенефитите, кои се ризиците од тие активности и како да ги спречат да се заштитат од ризици. Ризици би биле сексуално преносливи инфекции и непланирана бременост. Многу совети се пренесуваат, значи трансгенерацијски, нели од баба на мајка на ќерка, меѓутоа ние живееме значи во време каде што медицината, технологијата многу имаат еволуирано, значи мислам еволуираат од ден на ден, имаме многу нови сега начини, средства за контрацепција и знаете, не се совпаѓаат баш со оние што да речеме порано ги користеле. Проблемите и дилемите се исти како и пред 50 години. Значи баба ми имала некои нејзини методи и начини за тоа како да се заштити од непланирана бременост и јас сега имам некои одредени методи и средства. И сега што правиме на ССО едукација? Ги земаме овие традиционални, ги земаме и модерните. Ги ставаме во еден сад и потоа заедно филтрираме што е покорисно, што е помалку корисно. Значи проблемот не е дека ние сега го измисливме кој и порано имало сексуално преносливи инфекции, меѓутоа имале некои други начини како се штителе или не се штителе од нив. Ние денеска имаме некои други начини, ги ставаме двете во едно исто место, разграничуваме што е покорисно, што не. И кои сме кај постарите генерации, колку е битно родителите да се вклучат во неформалната едукација на децата во однос на сексуални односи? Така. Од голема важност е вклучувањето на родителите. Вака родителството е една тешка работа. Значи навистина, особено во период каде што детето е во период на транзиција или пубертетот, тинеџерството, адолесцентските години, каде што доживува разни промени, многу од нив
не прашуваат нешто, дури и да прашаат, нели, имаат срам, страф и така натаму. Значи без разлика дали прашуваат или не, младите луѓе минуваат низ промени, доживуваат промени кои што се сосема нови за нив. И нели со самото тоа си имаат некои одредени прашања во нивната глава. Родителите дефинитивно треба да се вклучат поактивно во овие теми, кога станува нели збор за овие теми, со тоа што би ги сослушале младите, би им дале една безбедна, комфортна средина, значи без да ги осудуваат. Дури да е нешто што они сметаат дека е најбанално, нели, сепак треба да го сослушаат младиот човек и да му дадат одговор. Сега не велам дека па сите ги имаат најсоодветните одговори, значи многу од родителите формалното образование. Да, меѓутоа многу од родителите, на пример, никогаш не ги правеле тие разговори со нивните родители. Па сега може и да им е тешко да се стават во улога на ментор или едукатор, за они да пренесат такво знаење на нивното дете. Меѓутоа да супер што спомна дека тука затоа ги имаме со едукациите, кои што преку една интерактивна, безбедна средина, значи врсници, ги даваме тие информации, даваме одговор на тие прашања кои што ги имаат, или во најмала мера даваме релевантни извори од кои што они самите можат да побараат подоцна информација. Да, ми се допаѓа тоа што беше нагласено да не се негира постоењето на сексуалните односи помеѓу аделесцентите. Кај нас некој табу тема општо да го спомнеш тоа на твоите и многу деца имаат и страф и срам. Меѓутоа баш како што кажа, родителите треба да обезбедат простор каде што детето би можело да се обрати не само во поглед на незнање, туку доколку се наоѓа во врска и примети токсичност или можеби се наоѓа во тесна, спомнавме онлайн булинг, можеби ќе биде оценувано со одредени материјали. Родителот треба пред се да биде сигурен дека детето може да се обрати кај него за помош и за поддршка. А понатаму се останат околу едукација на како тоа функционира. Едноставно, мој совет би било да се опуштиме и ние помладите генерации, да се опуштат и постарите, да се намали таа стигматизација и табуто околу целиот концепт на сексуални односи во адолесценцијата. И само да почнеме да зборуваме малце погласно за ова, затоа што е нешто што се случувало и ќе продолжи да се случува. Време дека да прекинеме да го негираме. Да, дефинитивно е малку потешка тема за говорење, меѓутоа апсолутно не треба да се одбегнува и треба да се разговара како што се разговара за било која тема, нели, што не е поврзана, да речам, со сексуалното репродуктивно здравје или со насилство. Секој родител го сака најдоброто за своето дете, но овој начин знаете, не е поентата и само да го ставите во едно звоно или да го ограничите и толку ќе биде, нели, како што јас ќе кажам, туку баш да му даде еден слободен простор во кој што ќе се развие, ќе расте младиот човек, меѓутоа и секогаш да знае дека родителот му е тука како поддршка, да го сослуша, да го советува, да му помогне, а доколку и родителот ги нема соодветните одговори на прашањата, во секое време може да се консултира со некој експерт на темата, дали е психолог, дали да го прати детето на соедукација, на форум театри, Хера прави разноразни активности, значи има една широка палета на активности, каде што преку социализација со врсници, им креативно изразување имаме на младите, а и плюс те информираат за дадени теми на дадени прашања. Фала ти многу, Марија. Фала ти што ни гостуваше денес кога нешто секси мало и се надам ќе се видиме пак во нека наредна епизода. Фала ти многу, уживав. Ой, исто. Чао, дечки!